Започнуваме во удобна лежачка положба. Свиткајте ги колената. Приближете го левото колено кон торзото и опфатите го бутот со двете дланки. Исправете ја ногата нагоре и повторно свиткајте ја. Повторете неколку пати. Остатокот од телото мирува. Левата дланка поставете ја на коленото и направете неколку кружни движења во двете насоки. Вниманието насочете го на движењето на бутната коска. Крлицата останува стабилна. Ребетот е неутрален. Усогласете го дишењето и движењето. Повторете ги двете вежби со другата нога. Приближете го десното колено кон торзото и опфатите го бутот со дланките. Исправете ја ногата нагоре и повторно свиткајте ја. Повторете неколку пати додека остатокот од телото мирува. Поставете ја десната дланка на коленото и направете неколку кружни движења во двете насоки. Внимателно движите ја бутната коска во колкот. Ребетот останува неутрален. Крлицата е стабилна. Вратете се во првобитната положба. Колената свиткани. Кренете ја левата нога и поставете го глуждот на десниот бут над коленото. Нежно притиснете го левото колено со дланката и придвижете го неколку пати нанапред и наназад. Не минувајќи ја положбата, приближете ја десната нога кон торзото и опфатете го бутот со дланките. Останете така. Почувствувате благо растегнување на мускулите на надворешната страна на колкот. Немојте насила да се обидувате да ги приближите нозете кон торзото. Не дозволувајте болка во коленото. Работете во рамките на вашите можности. Повторете на другата страна. Кренете ја десната нога и поставете го глуждот на левиот бут. Нежно притиснете го десното колено со дланката, придвижувајќи го неколку пати нанапред и наназад. Ребетот останува неутрален. Не минувајќи ја положбата, приближете ја левата нога кон торзото и опфатите го бутот со дланките. Останете така. Мускулите на надворешната страна на колкот благо се растегнуваат. Бидете внимателни, без прекумерна употреба на сила, без болка во коленото. Вратете се во првобитната положба, колената свиткани. Започнете наизменично да ги кривате колената кон торзото и да ги спуштате на подот. Додека работите со едната нога, другата мирува. Јадрото е активно и силно. Ребетот е неутрален. Дајте си поддршка со дланките. Кренете ги и двете колена. Наизменично допирајте го подот со прстите на стапалата. Додека едната нога се движи, другата останува под прав агол во однос на торзото. Движењата се рамномерни и контролирани. Доколку можете, спуштете ги и кренете ги двете нозе наеднаш. Абдоминалните мускули се активни. Ребетот останува неутрален. Повторете во рамките на вашите можности. Вратете се во првобитната положба, колената свиткани. Внимателно спуштите ги колената на страна, стапалата се допираат. Неколку пати ритмично придвижете ги колената нагоре и надолу, а потоа задржите се во положбата. Доколку имате потреба, подржете ги колената со перниче или јога блок. Опуштете се и дишете слободно.
Вратете се во првобитната положба, колената свиткани. Кренете ги колената и опфатете ги со дланките. Направете неколку кружни движења во двете насоки. Тие се рамномерни и усогласени со дишењето. Повторете во рамките на вашите можности. Јадрото е активно и силно. Сега, колената на страна, стапалата се допираат. Доколку можете, опфатете ги глуждовите со дланките. Останете во оваа положба и наблюдувајте го нејзиниот ефект врз телото. Дишете слободно. Внимателно вратете се во првобитната положба. Давајќи си поддршка со дланките, придвижете ги колената на едната, па на другата страна наизменично. Стапалата остануваат на подот. Сега, префрлите ја десната преку левата нога и обидете се да ги фатите глуждовите. Торзото е на подот. Нежно тегнете со рацете, без прекумерна сила. Повторете на другата страна. Префрлете ја левата преку десната нога, обидете се да ги фатите глуждовите, под колената или самите колена, како можете во моментот. Вратете го торзото на подот. Со рацете нежно тегнете. Дишете длабоко. Вратете се во првобитната положба. Стапалата поставете ги кон драбовите на простирката за вежбање. Повторно, придвижете ги колената на едната, па на другата страна наизменично. Стапалата остануваат на подот. Колената се спуштаат налево. Задржете ја положбата неколку секунди. Останете така или поставете го левиот глужд врз надворешната страна на десниот бут над коленото. Дополнително, можете да ги споите дланките над главата. Почувствувате убаво растегнување на десната страна на торзото. Повторете на другата страна. Спуштете ги колената надесно, задржете се во таа положба. Ако можете, поставете го десниот глужд врз надворешната страна на левиот бут, над коленото. Рацете над главата, растегнете ја нежно левата страна на торзото. Дишете длабоко. Вратете се во првобитната положба. Колената над глуждовите, стапалата во ширина на колковите. Кренете ја и спуштете ја крлицата неколку пати. Вдишете нагоре, издишете надолу. Доколку можете, кривајќи ја крлицата, кренете ги рацете над главата. Спуштете ги на подот истовремено. Повторете. Усогласете го движењето и дишењето. Вдишете нагоре, издишете надолу. Во крената положба испреплетете ги прстите под торзото. Притиснете со рацете надолу, колковите одат нагоре. Градите отворени, нозете силни. Издишете и вратете се во првобитната положба. Стапалата кон рабовите на простирката за вежбање. Колената се допираат. Останете така. Сега спојте ги нозете, кренете ги колената и опфатете ги со дланките. Направете неколку кружни движења во двете насоки. Сакрумот и долниот дел од грбот добиваат нежна масажа.
Дишете рамномерно. Нозете споени, рацете на страна. Внимателно спуштете ги колената налево кон подот. Погледот надесно. Градите отворени. По потреба ставете перниче или јога блок под колената. Повторете на другата страна. Внимателно спуштете ги колената надесно кон подот. Погледот налево, градите отворени. Рамениците стабилни. Дишете длабоко. Вратете се во првобитната положба. Кренете го торзото и приближите ги колената кон главата. Со дланките фатете ги стапалата. Задржите ја положбата неколку секунди. Вдишете и ослободете се. Опуштете се во положбата шавасана. Одморете се.